Почитувани медиуми, почитувани граѓани, чест и задоволство е денес да го пречекаме веќе во својство на премиер, председателот професор доктор Христијан Мицковски со неговиот тим. Прва негова официјална посета на Битола на позицијата премиер на Република Македонија. Иако досега многу пати како никој досега Битола била почитувана и вреднувана онака како што заслужува, како град град на културата, град на традицијата и уметноста кој имаат што да покажат на ниво на Македонија. Овде сме денес на оваа локација со еден исклучително вреден повод, проект, реконструкција и изградба на нов коловоз на делница од 1332 метри на потегот од Лукойл до границата на ГУП на Битола. Тоа е негде до таблата за влезот од Битола. Делница која опфаќа не само коловоз, не само нова коловозна трака која треба да се формира овде на оваа локација. Зборуваме за влез булеварски на Битола, продолжение на овај досега до Лукойл, во широчина од 27,5 метри, со должина со ширина на двата коловози по 7,5 метри, со површина која ги разделува урбано уредена од 2,5 метри, со пешачки и велосипедски патеки од 5,5 метри од постраните. Влез кој заслужува Битола, велам, болна точка на сите оние кои намерници, кои замера и на граѓаните на Битола за онаков влез како што имавме, како што не доликуваше. Сакам да искажам исклучителна благодарност до напорите кои ги имаше пратеничката група во изминатиот состав и за помошта која тогаш ја доделија од 110 милиони денари, токму за оваа намена, за овој проект, кој еве заедно ќе го градиме и денес отпочнуваме на оваа локација. Тоа е само дел од проектите кои општина Битола во оваа, можам да кажам, трета година поред, трета година на градежна офанзива ги во континуитет ги работи. Би сакал да се заблагодарам и на граѓаните на Битола за трпението кој го имаат, зашто Битола навистина деновиве и години ве уназад е вистинско градилиште, тоа и самите можете да се уверите. Денес имаме можност заедно со премиерот и неговиот тим да посетиме неколку локации. Оваа нова место, новата зграда на противпожарниот објект, кој се гради во Нова Битола на 1600 квадрати, нова посебно цела нова зграда, која ќе возможи подобри услови. Знаеме, сите сведоци сме што претрпевме изминативе денови со пожарите кои владеја во Македонија. И уште една, можам да кажам, спортско-рекреативен комплекс кој никнува во Нова Битола. Тоа се промоција, односно отварање на нови игралишта на површина од над 2000 метри. Се работи за фудбалско игралиште во кругот на основното училиште Елпида Караманди, одбојкарско игралиште, кошаркарско игралиште, трим патека околу самото тоа и фитнес зона. Сето тоа заедно со новиот парк во Нова Битола, во непосредна близина, односно во самиот дел, добиваме една нова, како што кажа, спортско-рекреативна зона на добробит на сите граѓани од Нова Битола. Уште еднаш дозволете да искажам благодарност и до пратеничката група, до премиерот особено, за разбирањето и за приоритетот кој го дава на Битола како никогаш досега. Да напоменам дека ние сме дел од пакетот на дополнителни средства од купно над 44 милиони евра за 4 години, што никогаш досега не се десило во поновата историја. Пакет на финансиска помош кој покрај основниот буџет кој го има општина Битола ќе значи многу во многу нови инфраструктурни проекти. Само да кажам дека во моментов се работи на 16 на локации во градот, тоа сте сами сведоци, дел од инфраструктура, дел објекти кои се реконструираат и Битола едно навистина градилиште. Така и ќе продолжиме и понатаму. Ви благодарам. Добар ден и од мене. Задоволство е да се одбележи овој почеток на овој проект кој што ќе значи многу за битолчани. И мислам дека со ова уште едно ветување кое што го дадовме го исполнуваме со овој почеток. Очекувам брзо да се заврши овој влез, со што ќе биде заокружена на целина.
како што самиот градоначелник кажа, не само овој проект овдека, туку и на многу локации низ Битола се работат и градежни зафати и други проекти. Јас сакам да му честитам на градоначалникот, на советниците, на администрацијата кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на пратениците кои што грчевито се бореа во минатото, а и сега морам да кажам и покрај тоа што владата ја предводи ВМРО-ДПМН, на пратениците од ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија се борат за секој проект повеќе за Битола. Јас секогаш сум велел, така и сега сакам да испратам една порака дека за мене Битола има посебно значење во делот на реализација на проектите. Битола полека, но сигурно најпрвен во овие години откако Тони Коњановски е градоначелник, заедно со советниците и со администрацијата се обидуваат што е можно повеќе проекти да реализираат. Морам да напоменам дека во тој период владата не беше позитивно настроена кон Битола, битолчани, кон градоначалникот, често пати се одзема ингеренци и до ден денеска се уште имаме рецидиви од тоа време, но сега е поинаква ситуацијата. Можам да кажам дека откако ќе помине ребалансот и ќе биде објавен јавниот повик, очекувам, а од тоа што го знам, е дека општина Битола ќе конкурира со нови проекти, но исто така и со усвојување на буџетот за следната година ќе имаме дополнителни проекти. Само во овој период до крајот на оваа година и следната околу 14-15 милиони евра ќе бидат инвестирани во проекти овдека во Битола, надвор од буџетот кој што го има самата општина. Така што мислам дека ќе имаме навистина еден комплетен нов изглед на Битола и тоа ќе не направи нас прилично горди. Уште еднаш му честитам на градоначалникот, на советниците, на администрацијата, на пратениците, на сите луѓе. Благодарности до вас што не следите секој пат и кога не бевме влада, кога бевме во опозиција и сега кога сме влада, еве на овој прв денешен настан, и да посакам уште многу вакви проекти да бидат реализирани во Битола, бидејќи Македонија и Битола се сакаат со дела. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стоиме на располагање. Денеска МВР влезе во Академијата за суди и обвинители. За што станува збор? Па има, од тоа што го знам, има индиции за злоупотреби, има индиции за создавање на еден центар на моќ во обвинителството и судството, кој што е партиски октруиран, преку наместени огласи, избори и слично. Такви индиции има, дали тоа ќе се потврди, ќе каже МВР. Но доколку се потврди, од тоа што јас го имам на располагањето, е уште еден чекор кон тоа дека навистина имаме партиски октруирано и заробено и обвинителство и судство и не ме чуди што довербата е само 2%. И континуирано ќе продолжиме да се бориме против криминалците во правосудниот систем. Ќе повторам, станува збор за исклучоци. Имаме многу честни обвинители суди, но за жал тие се во втор план. Овие се во прв план и затоа малку мина и затоа состојбата е таква каква што е, односно довербата е скромни 2%. Ние ќе продолжиме и понатаму. Нема тука да застанеме како влада. Мора граѓаните да добијат правда, бидејќи тоа е она со кое што излеговме уште за време на кампањата на претседателските избори во 2019 година. Правда мора секој да добие. Господине Мицкоски, на седница на владата земавте лиценци на две компании за игри на среќа, од кои што едната е тесно поврзана со претходната влада. Зашто конкретно станува збор? Да, благодарам на прашањето. Имаме два случаи на одземени лиценци за приредувачни игри на среќа. Едната е од Струмица, другата е од Скопје. Не ги уплаќале даноците редовно. Работеле незаконски, би рекол, врз основа на мислењето кое што го добивме од надлежните институции, и ова ќе продолжи понатаму, но тоа не е се. На седницата на владата беше прифатено практично толкувањето на законот, во кое што е констатирано дека од 2017 година Лотарија на Македонија, без разлика што и самата не поседува лиценца, и самата издавала лиценци за приредување на игри на среќа, посебно тука е онлайн обложувањето и слично. И има претходни високи функционери од владата кои што и покрај тоа што знаеле дека ова е спротивно на закон, дозволиле
оваков тип на игри на среќа да се приредуваат, а со тоа ги оштетиле и граѓаните и буџетот. И очекувам, и тоа е се предадено до надлежните истражни органи, и очекувам надлежните истражни органи многу скоро да излезат со став врз основа на овие индици кои што ги констатираше владата. Лидерот на опозицијската СДСМ вели дека вие како влада од самиот почеток сте потфрлиле со инвестиции. Мислите на новоизбраниот? Да. Па добро сега, повторно ќе кажам, тие си ја тераат својата приказна, јас не очекувам дека нешто ново ќе кажат, дека ќе кажат нешто кое што претпоставувам ќе биде пофалба. Иако лично мислам дека тоа е погрешен пристап, но во ред, тие избрале така, нека тераат, избори ќе имаме до година, граѓаните ќе го кажат својот суд, кој работи правилно, кој не, но ќе го потсетам, еве ние сме 30 дена влада, во овие 30 дена влада имаме нова инвестиција од половина милиарда долари, ветерен парк, на тромегието помеѓу општините Штип, Карбинци и Радовиш, нови 630 вработени, 1 терават час електрична енергија од обновливи извори и чекор кон исполнување на личната цел на владата, тоа е да бидеме енергетски во делот на увоз-извоз на електрична енергија избалансирани, односно да немаме повеќе потреба од увоз, да бидеме на крајот на годината со резултат еднаков на нула, која станува збор за увозот и извозот. Втората инвестиција е од Епсотех, инвестиција каде што ќе бидат исто така десетици милиони евра инвестирани, чинам дека беше околу 20 милиони евра, на тоа ќе се додадат 110 нови вработувања. Тие ја воделе таа инвестиција, еве користам оваа прилика да им се заблагодарам, за тоа што ја воделе 4 години и не успеале да ја доводат до крај, па требаше новата влада да дојде во рок од 2 недели да го реши сето тоа што тие не успеале 4 години, но сепак еве заслужуваат пофалба и благодарност. Благодарам од мое име и од името на граѓаните. И трета инвестиција која што во овие први 30 дена се случува, тоа е инвестицијата на Ваптек. Но и не е само новата инвестиција, туку треба да се предочи дека и старата инвестиција има многу проблеми, посебно во делот на регулирање на правата на располагање и сопственост на земјиштето на кој што се наоѓа старата производна фабрика. И тоа го решаваме заедно со општина Газибабе. Околу половина милиарда евра за компаниите и за општините. Ето, тоа е отприлика за овие први 30 дена. Направете анализа што направија тие во минатото. Донесоа инвестиција на македонските граѓани во Хонг-Конг, однесоа, би рекол, инвестиција на македонските граѓани во Хонг-Конг преку фабрика, односно компанија позната за трговија со јужно овошје, која што требаше да не ги донесе кинеските вакцини во екот на пандемијата, познатата афера Стабри. Се случуваа многу проблеми, не треба да ве подсетувам на модуларната болница, не треба да ве подсетувам на катастрофата која што се случуваше за време на ковид пандемијата, не треба да ве подсетувам на сите оние тендери кои што се случуваа во минатото, поврзани со името на новиот претседател на СДСМ, но органите треба тоа да го истражат. Еве, тоа се само дел од работите кои што јас денеска би ги кажал. Тоа е работа на органите. Тие ќе продолжат да ги соопштуваат своите позиции, ние ќе продолжиме да работиме, граѓаните да бидат сигурни дека ова влада продолжува да работи, дека нема намера да посветува многу внимание на овие клевети кои што доаѓаат од новоизбраниот претседател на СДСМ, сепак тој таму се сочува со внатрешни поделби, нормално е да се трудат кој повеќе ќе дехидрира од критики на работењето на владата. Така мислат дека кој повеќе дехидрира, тој е поуспешен во рамките на СДСМ, тие малкумина кои што стана, но тоа е нивна политика. Нешто битолски. Да. Топловодот се гради, прстенот се прави. Она што ќе биде на општината Обврска е секундарната мрежа. Прашањето е како понатаму, бидејќи таму ќе се променат нештата во ЕСМ, размислувате, бидејќи се 35 објекти, главно јавни, кога граѓаните би имале некаква придобивка од тоа што е многу битно за нив? Топловодот што се гради зависи од тоа дали рек Битола ќе работи.
А овие истиве кои што вие ги споменавте дека во градот потпишале дека ќе го затворат регбитола. Тога се поставува прашањето врз основа на што ќе ги грееме битолчани на зима. И затоа ние како влада одговорна кон граѓаните, кон битолчани, имаме план како тоа да го реализираме, инаку да, топловодот ќе се изгради, ќе се пушти во употреба. Имаме намера да сето тоа тие кои што го потпишале, а кое што е штетно за битолчани, да го поништиме и да вложуваме во иднината на овој регион, реков тој од посебен мој личен интерес. Така што ние нема да водиме лицемерна политика, од една страна да потпишуваме договори со кои што ќе го затвараме регбитола и ќе оставаме илјадници луѓе на улица, а од друга страна ќе трошиме повторно пари на граѓаните, ќе градиме топловод, кој што кога би се затворил регбитола ќе нема ресурс од каде да го затоплува битола. Ние и ќе го сочуваме регбитола и ќе го изградиме топловодот да бидат спокојни битолчани. И околу овој проект, како почетокот на неграѓаната сезона, влоковите на регбитола често паѓаат. Од друга страна, вие се уште немате назначено први луѓе на ЕСМ и регбитола. Може ли тоа како бумеранг да ви се врати токму во пресет неграѓаната сезона? Па, во право сте, може би со некои од кадровските решенија доцниме, може би требаше и порано тоа да го направиме, но ако ги промените, зошто сте ги промениле? Ке ви викаат, ако еве помине еден месец не сте ги променили, зошто не сте ги промениле? Многу внимателно пристапуваме. Лично сум фокусиран во изборот на кадри во регбитола, бидејќи го знам и комбинатот и го знам работењето на поранешно Елем, денешно ЕСМ. Така што многу скоро денеска ќе имаме ново раководство и во рамките на ЕСМ и во рамките на регбитола. И уште за овој проект, дали вие или началникот, не знам, значи веројатно ќе ги интересира граѓаните. Динамиката, како почнува сега, како ќе се одвива и експроприација завршена и слично. Јас знам, но еве нека каже и градоначалникот, бидејќи сме разговарали. Видете, сите постапки правни, сите правни постапки и регулатива се веќе завршени или скоро завршени во делот на експроприацијата. Разговарано е во неколку наврати со граѓаните кои живеат тука, тие впрочем и знаеле дека ова е булеварско решение, мора да се реализира. Изведувачот е Гранит со својот конзорциум кој го работи. Се надевам дека ќе имаме задоволителна динамика и брзина со која граѓаните нема да ги осетат. Сепак морам да кажам дека знаете, и јавните предпријатија и приватните предпријатија се соочуваат со недостиг на работна сила, особено во делот на професионалниот стручен кадар кој го имаат. Меѓутоа се надевам дека овие недостатоци ќе се надминуваат и со динамиката која е предвидена, да речем, со проектот, задоволително ќе добиеме ново булеварско решение. Да напоменам дека можда не кажав дека тука се работи за комплетна инфраструктура, и водоводна и канализациона мрежа, тука врви двоен цевковод во делот на водата, едниот е транзитниот, другиот е фактички кој ќе ги снабдува сите овие објекти, се менува и ќе имаме современо булеварско решение Тоа кое значи дека не знаеме кога. Па не знаеме кога. Ќе го почитуваат договорот. И уште едно, со што аплициравте, извини, со што аплицирате или ќе аплицирате за финансиската помош од владата за општините? Уште пред да го најави проектот владата, повикот, во контакт сме и бевме повикани градоначалниците и од овој Пелагониски регион, меѓутоа и пошироко со новиот министер Перински за локална самоуправа. Веќе имаме спремни, јас сум најавив 60 на проекти. Меѓутоа ние 30 имаме во делот само на инфраструктура со кои ќе аплицираме готови со или решение за градба или пред добивање на решение за градба. Меѓу поголемите секако се и спортскиот комплекс кој настојуваме и кој има интерес да спортот е една од работите кои и покрај некои злонамерници кои сакаат да кажат дека се издвојува премногу за спортот. Спортот е она кој ќе продолжиме да го финансираме и да го поддржуваме. Тука е боксерскиот клуб. Тука се многу улици, инфраструктура кои се дел и од нашата програма, меѓутоа се дел и од форумските буџетските форуми кои ги имавме и од барањата на граѓаните кои ги собравме. Така да ќе има една и во идни на граѓаните ќе се соочат со еден
градежен бум и уште наш благодарам за трпението кој го имаат. Јас да додадам дека приоритет ќе ставиме на спортската сала, новата спортска сала, која што очекуваме следната година да почне конечно да се гради. Приоритет ќе ставиме на таа. Премиер уште една работа околу железничката линија за Грција, и тоа Лери. Што ќе направи владата за да се стави во функција веќе како експонат стои реставрирана, реновирана? Многу експонати ни оставија, многу споменици ни оставија. Дозволете сите еден по еден ги решаваме, така и оваа секција ќе биде решена. За жал многу експонати, многу лоповлук, многу криминал. Паралелно тие две работи и ги решаваме технички, но и го решаваме лоповлукот и криминалот.